По вчерашната победа на ВМРО-ДПМН во првиот круг на претседателските избори, лидерот на партијата Христијан Мицкоски од митингот во Струга рече дека македонските граѓани вчера покажале оти не сакаат да видат под јаремот на стотина души на ДУИ со држава дадена на услуга на Али Ахмети. Народот покажа дека е посилен од секој сценарио, од секоја шема направена од истите политичари кои со години крадат и се богатат на грбот на сиромашниот и напатен народ. Изборите вчера беа одговор за тоа што ја одземаа контролата на државата, затоа што донесоа предавства, понижувања и криминали. И покрај големата победа, работата не е завршена. Финалето следи на 8 мај. Имаме противник кој нема да жали средства и методи за да си ги задржат фотелите, порача Мицкоски. Знам дека ќе се обидат овие денови да уценуваат посебно овие од ДУИ за да излезат на избори во вториот круг, за да излезат на претседателските избори во вториот круг. Тоа не е воопшто државотворен чекор. Тоа воопшто не е чекор на политичка партија или политички партии кои што се представува изминативе 6,5 години, не само дома, туку и во меѓународната заедница како државотворни партии. И знам дека ќе се обидат да уценуваат на подли сценарија, се со цел да не успее вториот круг на претседателските избори. Мицкоски повика и на сеопшта поддршка од сите во државата. Повикувам на сеопшто државно обединување на народот и сите сегменти на општеството против оваа влада. Ги повикувам сите и стари и млади, и македонци, и албанци, и турци, и срби, и бошњаци, и роми, и власи, сите граѓани, буквално сите граѓани во Македонија да се приклучат. Ова не е само моја или само наша битка овде, туку битка на народот против оваа власт. Предходно од Охрид, претседателот на ВМРО-ДПМН денес рече дека во однос на можните постизборни коалиции, тој веќе разговарал со некои од политичките чинители во државата, без да ги открива нивните имиња. Вели дека потенцијалот е огромен и оди се добре дојдени сите антивладени политички партии, мислејќи на сите оние кои се опозиција на владата на СДСМ и ДУИ. Од Струга за Гласот на Америка, Мики Трајковски.